Цивил медија и Слободен печат, Слободна телевизија во копродукција. Денеска Зоран Иванов на интервју 25-30 минути со господин Ѓунер Исмаил. Добар ден, добре дојдовте. Поранешен министер, аналитичар, полемичар, уште нешто? Пензионер. Па да, формалниот статус ми е тој. Прво што ми паѓа на памет, а имам неколку тези за овој наш утрински разговор, Ѓунер Исмаил е човекот кој многу често леташе со авиони. Ве потресе ли ова настаниве со МАНАВ, со македонскава навигација, како граѓанин, како човек кој се движи и доста се движел и по воздух, не само по земја и по вода? А сега да ме потресе, не сум веќе на возраст во која што било што би ме потресло, но тоа е од една страна. Од друга страна, сепак, овие случувања околу МАНАВ се индикација за некакви состојби пошироко во општеството и на крајот, можеби најмногу што ме потресе е она несвечна полемика помеѓу обвинителството и судот. Имено, тоа е последното место во секое општество каде што се разрешуваат недоразбирањата или конфликтите или било кој друг тип на сложеност на односите помеѓу луѓето во едно општество. Ако добро ви разберам, малку е фрапантно што две такви институции кои треба да се грижат за правото, правдата, за редот и поредокот, комуницираат преку јавноста, преку соопштенија. Па, очигледно тамо нешто не е во ред. Штом се обидоа преку соопштение едни на други да си ги толкуват состојбите што се случиле, односно случката што се случила во контролата на летање, конкретно, за нешто кое што се обидувам да си објаснам. Предпоставам дека на секој граѓанин му е јасно дека тамо, во одреден момент, во контролата на летање, во кулата така наречена, има 8 луѓе кои што по ниеден основ не би требало, не би смееле да бидат таму. Прашањата кои што си ги поставуваме сите, па предпоставуваме граѓаните се, како тие луѓе им паднало на памет да одат тамо, кој тоа ги викнал, кој тоа ги поканил, кој тоа ги излажал, како влегле во место кое што не е место за го познавам друга ми е контролор, па ќе одиме ќе пиеме кафе. Невиден Исмаил, невиден бандитизам на некој начин, па во крчма така не се влегувало бахато. На тоа пледирате? На тој тип на култура? Како не, пледирам на тоа дека воопшто сите процедури во таа куќа, куќа да речам, очигледно биле прекршени или не постоеле. Ние на телевизија гледаме како изгледа контролна кула, како изгледат тие монитори, како некои луѓе седат со слушалки на ушите, сме изнагледале. Или некои авторитети во наводници се посилни од обезбедувањето во првата линија, од обезбедувањето во втората линија, од редот и поредокот, од статутот, од правилата меѓународни и домашни. Значи, предпоставувам дека новата управа со помош на Евроконтрол, кој што е главниот извор на приходи, со помош на сите други агенции и министерства и така натаму, ќе воспостави некакви процедури, некакви или ќе ги обнови стандардите според кои што таа куќа требала да функционира, односно да постои и да го регулира сообраќајот на нашето небо. Подсетувам дека ние сме членка на НАТО. Нашето небо фактички е под заштита на НАТО, тоест на НАТО држави. Ние собствена авиација немаме, туку нашето небо во еден дел го штити грчкото воено воздухопловство, во друг дел ускокнува италијанското и така натаму. Ние сме НАТО, членка на НАТО. И возбудата која што настанала, синоќ има прилика да го слушам председателот на државата,
на кого амбасадори му се јавиле, значи веќе биле информирани дека тамо нешто се случува, се обидуваше, нели, колку што може поумерено, сепак тврдо, да каже дека нештата не се во ред. Да беше жив познатиот југословенски спортски коментатор Младен Делич ке извикаше луѓе, е ли то могуче, нели, да се случи таква работа, апропо јавувањето на амбасадорите кај државните институции наши, еве конкретно кај председател на државата. Но да додадам само, ќе ми дозволите. Не е то најстрашното. Најстрашното е тоа што нити судот, нити обвинителството очигледно, според соопштенијата, покажа дека се на висина на задачата која што им следи по опис и попис, односно според устав. Јас ја отворив оваа тема со Манав и настаните таму, за да констатирам една ситуација и вие некако како, или имам лош впечаток да ја штитите владата. Таа е сепак институција владина на некој начин, надлежна е владата, македонската влада е надлежна тоа да функционира. Ова што се случува во Манав не е прв пат. Лани околу имаше конкурс за млади контролори на летање, за обука, па изместија под политички притисок. Што се случува? Заробена ли владата на некој начин од политичката партија ДУИ, која има доминантна, да кажем, управувачка, еве во наводници, улога во, еве конкретно во оваа институција? Не, владата не е заробена. Владата е коалициона влада со прилично кревко мнозинство и вообичаено тој тип на влади тешко функционираат, тешко воспоставуваат внатрешна контрола помеѓу ресорите, тешко се управува со таква влада и коалиционите влади обично страдаат од ваков тип на квалификации кон нив, кои што не мора да бидат неточни. Да не бидам лошо разбран, може ли да се зборува за некаков меѓупартиски дисбаланс, културолошки, во некоја смисла, политичко-културолошки, па тоа тешко функционира? На една страна, еден дел од владата, да речем, или од таа политичка структура се однесува многу арогантно, многу бахато, според реакциите на јавноста, и тоа предизвикува сега дури и некакви меѓуетнички тензии, низ примерот на случувањата во Манав, ако можам јас така да ги фатам индикациите и некои сигнали во јавноста. Па во Манав немаме меѓуетнички судир, колку што успевам да разберам, имаме внатреетнички судир. Колку што процурија или колку што успеавме да видиме од овие ситни зрнце до информации. И тепаниот и тепачот се од иста етничка припадност, ако на тоа апелират. Според тоа, етничките квалификации во овој случај не би стоеле. Второ, дали некој во коалицирањето се однесува бахато, триумфалистички или не знам како, тоа не мора да биде одлика, особено не одлика која што би можела да се крсти со национални предзнаци. Коалиционите партнери во принцип, особено помалите, знаат да бидат во секоја држава, дури и во најизградените демократии, знаат да бидат со попросречник речено безобразни. Ова прашувам и како министер во македонската влада, која исто така беше коалицијска и мултиетничка, да речем, ако може така да се изразам. Јас сум седел во дел на влада кој што е мнозинскиот дел на владата, но кој што мора да води сметка за потребите и желбите на помалите партнери. Сакал неќел. Коалициите се прават заради тоа да биде влада. Значи, со сакал неќел предзнакот. Јас би сакал да се вратиме мала анализа да ни направите и за мене и за гледачите околу функционирањето на институциите. Како поминува времето од избори на избори и се добија впечаток, каму среќа да грешам, може би и грешам, дека институциите генерално гледано, не мислам низ примерот ова сега на Манав, се послабо функционираат. Кронизам, партизам, непотизам, повеќе во штабовите на политичките партии луѓето се занимаваат со кадровски политики или се занимаваат со тоа што треба некоја институција да сработи и тоа некој да го оценува и во партиите, но и надвор во партиите, институциите, вклучително и владата и парламентот. Сите извештаи на Европската комисија велат дека нашите институции се атрофирани.
Па или Европската комисија заборавила нешто или ние сме заборавиле нешто. Овие институции се фактички наследници на оние институции кои што Прибе ги крсти како институции на заробената држава. Кои се овие? Не се ли кои други институции? Ние фактички во 17-та година, кога како веќе се случи, беше соборен режимот на Груевски и неговата политичка партија, стапивме 2017 година, на 1 јули беше или така нешто, после сите априлски случувања, после ова, после она и така натаму, после премрежија 11 годишни, наследивме заробена држава. Тоест, институции кои што беа дел од таа заробените институции. Обновувањето на тие институции се разбира, по мој вкус, оди пребавно и обновувањето го прават, односно го прави влада која што има тенко мнозинство и е изложена, вклучително и незините слабости, значи на мнозинскиот дел зборувам, е изложена на секојдневни договарања или понародски речено пазарења со коалиционите партнери за ова, за она и така натаму и така натаму. И уцени се разбира. Да не го одбегнуваме тој збор, малите партнери и големите партнери се разбира, уценуваат околу некои состојби, околу некои потреби, околу некои желби и се обидуваат да искамчат што повеќе од тој колач, бидејќи нашите политички партии страдаат од фрапантен недостиг на политичка култура и од фрапантен недостиг на чувство за тоа што е јавниот, но општиот јавен интерес. Не е јавен интерес тоа дали сега ние после емисијата ќе одиме, ќе шетаме по плоштад или ќе одиме во кафана и така натаму, или ќе излеземе, ќе пееме покрај Вардар. То не е јавен интерес. Јавниот интерес е малце поопшта работа и поважна работа. Не е јавен интерес контролорот на летање албанец да изеде ќотек во контролата на летање од некој друг кој што е случајно бил албанец. Така барем прочитавме. Имам впечаток, господине Ѓунер Исмаил, дека цело време избегнувате да признаете, ако можем така да речем, дека кога вие бевте министер во владата на Република Македонија тогашна, тоа беше подобра влада од наредните влади, не велам од ова последната, него и од претходните неколку. Не би се осмелил таква оценка да давам. Подобра мислам на попосветена на овие работи за кои сега зборувавте. Ние имавме таа несреќа, односно и среќа, прво да наследиме веќе изградена администрација. Квалитетна администрација, по возраст исто така, администрација која што веќе занаетот на административци го имаше испечено во старата татковина, нели? Како што треба. Тоа беше една од наследен квалитет на наследен квалитет, тоа е една од предностите која што мораме да ја знаеме, кога веќе би се кителе со тоа дека сме биле одлична влада, дека од нас подобри немало. Не е така. Се создаделе нови околности. Ние сега живееме во сосема поинаков свет отколку оној свет 91 односно 92 година. Различни се световите, различни се контекстите, констелациите, со различни закони сме работеле на крајот на криштата. Нема оправдување нели за ајкаво, за непосветеност, за неработење на јавни функции, на јавни институции и така натаму. Не, сигурно дека нема. Прекомотни се во извршувањето на своите обврски реформите, го спомнавте Рајнхард Прибе, малку од тие негови забелешки и ставови насоки беа процесуирани. И процесуирани во смисла да дадат некако видлив квалитет. Значи, Blueprint групата која што тогаш се формира за да го следи артикулирањето на она што на Прибе извештајот го констатира, не сум сигурен дека веќе постои. Односно, пред некој ден и некакво соопштение бледичко така го објавија, но сигурен сум во едно нешто друго.
Ако сега одите од сите министри да ги распрашате кој е Рајнхард Прибе, сум сигурен дека и половината би знаеле кој е тој. Научиле колку да Па можда и ќе се бидат елементарно информирани. Нешто, имаше обона се. За 50 на страници станува збор. Ако нешто не им е јасно се уште, постојат луѓе во оваа земја кои што можат да им го дообјаснат, за да можат да почнат да нешто од тоа да го применуваат. Јас реков пред малку, ние пребавно, ако не никако, се обидуваме да ги обновиме институциите кои што ги наследивме од режимот на Груевски и компанијата, од која што компанија, еве денеска сега, излегуваат по телевизија, особено со национални концесии, и ни држат лекции што треба да правиме, замислете. Добро, тоа е веќе друга тема. Тука своја улога веројатно и ние во медиумите имаме, нели, многу сме великодушни во пласирање на ставови кои не носат можеби добро на општеството, но тоа е цената на демократијата, нели, јавната битка. Стасавме некако до предизборна Македонија, да речем. Не успеа уставните измени во дадениот рок. Македонија доцни со отпочнување на практично на преговорите на отварање на првиот кластер. После изборна Македонија некаде во јуни-јули може ли да ја заврши оваа задача што требаше да заврши пред половина година и повеќе? Па уставните измени не смееа да успеат. Тоа е условно речено инструкцијата која што оние кои што даваја отпор и ги смислија сите можни фантастични аргументи зошто се против, само за да не пројдат тие уставни измени кои што беа само еден чекор и ништо повеќе. Чекор кон нашето интегрирање во еден дел, во друг дел, затварање на отворени прашања. Ние фактички го живееме се уште распадот на Југославија. Ако сме заборавиле, распаѓањето не е рушење на куќа преку ноќ, ќе се сруши, па ќе дојдат булдожери, ќе расчита. Ние го живееме тоа и Македонија спаѓа во тој дел на отсечката, тој е на отсечка од тој фронт во периодот кога во светот се води една огромна војна. Тоа не е толку далеко од нас колку што ни се чини. Тоа е руско-украинската војна, односно руската агресија врз Украина, најпрецизно речено. Второ, се запали огнот на Блискиот Исток, кој што секако никогаш не беше угаснат, и идејата е Балканот никогаш да не се угасни огнот до крај. Заради тоа некои структури во Македонија работат жестоко. Ова малку е кој е мотивот, тогаш прашувам, еве конкретно на опозицијата или уште по-конкретно на ВМРО-ДПМН да ја блокира Македонија на европскиот пат, практично да држи амбиентот, еве и овде, на ова подрачје на Балканот, конкретно во нашата држава, нестабилен. Простото објаснување би било затоа што се опозиција. А тоа објаснување не објаснува ништо. Второто објаснување би било дека тие со тоа го слабеат, нели, владеачкото мнозинство и на некакви идни избори ќе покажат дека тие можат некако поинако да го направат. Се разбира, тоа се објаснувањата во еден дел, но кога ќе погледнете картата, кога ќе погледнете големата слика, ќе видите дека и историски гледано тие структури кои што се крстиле како ВМРО или како, не знам, некакви патриоти, сега по новото уште овие леви десничари, тие структури се фактички деструктивниот елемент во територијава во која што се наоѓа нашата држава. Тогаш објаснете дисторзијава на јавното мислење, анкетиве што покажуваат. Од каде тогаш толкова популарност кај тој политички слој? Граѓаниве што не препознаваат, уплашени ли се од, не знам, разни бугаризации, не знам, албанизации, србизации и така натаму, од што се исплашени?
Може ли некој идентитет да им го земе? Како вие, Ѓунер Исмаил, ја толкувате оваа дисторзија во ментална, би рекол, во македонското општество актуелно? Прво околу анкетите. Да се разбереме, во оваа земја има анкети и анкети. Ниту една од тие анкети не може да се третира како суверено точна и од која што може да се извлечат било какви анализи, констатации, па и предвидување. Анкетите знаете како се прават, сие ние после емисијава можеме да направиме додека се облекуваме. Добро, има некоја методологија, нели? Не, науката за правење анкети е позната. Една-две книги, тоа е објаснливо. Но овие се, во главном, голем дел од тие анкети се анкети на салветка. Инстант анкети, како што ги нарекуваат. На салфетка се тие. Второ, да се вратиме кај граѓаните зошто така размислуваат. Подсетувам за расположението зборувам, да. 40% од граѓаните фактички не искажуваат било како став околу состојбите во оваа земја. Но и тоа да го занемариме. Па ние треба да бидеме свесни дека прво живееме во земја која што излезе од еден период на заробеност. Излезе. Второ, ние живееме во земја во која што било каква влада, 20 нобеловци да ги седнеме во зградата, во унакажената зграда покрај Вардар, 20 нобеловци да ги седнеме, тие нема да можат да произведат некакви супер позитивни ефекти. Ние сме земја која што произведува малку, која што има долгови, која што е опустошена на различни начини, во која што дел од тие граѓаните апсолутно водат сметка само за својот најегоистичен интерес и земја во која што се разбира се пустоши низ овие парамедиуми и овие дури со национални концесии. Секој ден, секој момент, поминете сега по куќи, особено на овие пензионерскиве куќи, ќе видите што све тие луѓе голтаат во овој момент. Храната со која што се хранат, е особено добра за да во тоа тло се посадат сите овие фантазии за тоа дека нацијата ќе ни пропадне, ние ќе зборуваме бугарски, на грците им продадовме се, на албанците се разбира дека им продадовме се, тие више сме предадени, ние кајде ќе почнеме и албански да зборуваме и така натаму, и така натаму. Подржувачите на вакви, условно би рекол, теории на заговор или на манипулација, како сакате, се и многу поранешни, би рекол, истакнати членови на Социјалдемократскиот сојуз, ако можам да се дозволам, па и на вашата некаква, ако не партиска, политичка база. Не, јас веднаш да кажам, немам потреба да сокривам или да глумам дека сум некаков надвор од СДСМ. Не, јас сум во СДСМ и тоа е моето партиско определување од тоа зашто би требало да се срамам. Не, мене не е тема тоа кој каде припаѓа. Не е нешто од кое што... Ама јас, знаете, не сум партиски... Прашањето ми беше за вашите колеги, па и од колегите од вашата генерација, многу се против влегување на бугарите во Уставот, односно практично не под овие околности став што се поклопува со официјалниот и милион пати искажан став на ВМРО ДПМН. Ако биле членови на СДСМ или уште се, то не значи дека ги проучиле, односно до танчина ги разбират нештата. То јас го толкувам како нивно неразбирање на вкупните светски, односно европски, односно балкански состојби, да видат кај сме, што сме и што може да се... Како неразбирање. Не го толкувам како глупост, не го толкувам како некаква противење, односно подкопување, не го толкувам. Едноставно го толкувам како нешто кое што го изговараат или го толкуваат или го протежираат луѓе кои што некои работи не ги разбираат или не ги разбрале до крај. Така. Бидејќи сте доволно и упатени и сте одличен аналитичар, сте го покажале тоа во изминативе децении, мене ме интересира околу ова јавното мислење кога зборуваме. Се движи ли и македонското општество или тоа
европски, можеби регионален, европски па и светски тренд кон некоја дистопија, кон некој нов тоталитаризам. Им треба ли на луѓето таков ред? Ние поминавме низ еден режим, се движиме ли кон нов режим, еве изборно или предизборно да прашам? Па тоа е скриената инфекција не само тука, и во многу други држави, во изградените дури демократии, тоталитарните желби или тоталитарните влажни соништа на луѓето не се исклучени. Цврстата рака и така натаму и така натаму. Знаете, тоа е нешто за кое што треба да се води сметка. Треба да знаеме дека постои, особено во констелации како што е нашата. Држава во која што тешко се живее. Да не се лажеме. Во оваа земја не се живее лесно, не му е лесно на никого, осем на нели тие 2-3-5% кои што стаселе до некакви приходи, односно до некаква свотица пари, кој како стасал, тоа е веќе друга тема, и ништо повеќе. Секој од нас ги брои деновите од 1 до 31. Сакале не ќе да признаеме. Па според тоа, дали размислувањето дека ако дојде некој бате така јако, кое што тука ќе ги знатепа сите овие исклучителни, овие 7-8 мина што влегле таму, тука на лице место ќе ги натепа, ќе натепа 2-3 суди, ќе натепа 2-3 обвинители и ќе ја реши состојбата. Тој тип на соништа не е за одбегнување, ама тие се детињари всушност. На крај ќе видиме сите натепани. Да. Има ли тебе уште 100 дена, може би помалку до изборите, да не броиме? Значи, тоа е сепак долг период. Не барам да прогнозирате, рано е, сепак, нели, околу јавното мислење и така натаму, но има ли Македонија постизборна перспектива, европска конкретно да кажам, некако американците, како, малку карикирам, како да се повлекува тој притисок, дајте и во Европа додите, или со НАТО си ја завршија на некој начин таа геостратегиска нивна определба и наша, се разбира. Што цени Ѓунер Исмаил? Како ќе изгледа Македонија по изборите? Па видите, ако ја слушате опозицијата и ако ги слушате нивните лидери и овие неколкумина нивни фронтмени кои што не се симнуваат, валјда од студио во студио заминуваат, луѓе против кои што кривични процеси се уште се водат, луѓе кои што ако имаат срам на улица нема да излегуваат, но сеедно ако ги слушате нив, избори воопшто не треба ни да има. Туку тие прогласија веќе победа, само да сум на местото на Ковачевски, ќе закажам примопредавање, ќе ги викнам Мицкоски компанија, бујром владата, победивте секако да овие од пред година дена прогласуваат дека е оваа влада на заменување или оваа партија на заменување, ние победивме, ја шират таа атмосфера, тоа се разбира не е случајно. Они тој триумфализам од сега, да ги прашате нивни огнени подржувачи сега кои би се сретнале, ги се познаваме, ова е мала земја. Кој е мотивот на медиумите, поготово на највлијателните на националните телевизии, генерално гледано, јас и од некој мој свој аспект, од некакво мало искуство мое, како да подржуваат? Тоа е во името на демократијата. Што се случува без разобличување на тие работи, бугаризацијата? Ниеден медиум не се нафати да ја разобличува, дека тоа е невозможно да се случи. Сакам потврда или негација на оваа моја теза. Ако останеме, како прашање повеќе, се разбира, ако останеме надвор од рамката, ако останеме надвор од процесот, ние останеме сами со Бугарија и со нивната негаторска децениска политика. Тоа ли го сака некој? А ваму, во кругот на рамката со европејците, барем имаме некои сведоци за да на некој начин моделираат тие наши недоразбирања со бугарите. Сега сме повторно сами. Прво, бугарите е едно множество кое што не се сите исти. Ние имаме проблем со делови од бугарската политика, која што е заробеник на некои други политики, балкански, односно далекоисточни, односно источни политики. Тоа е тој проблем кој што нашата јавност, за жал,
него доживува преку објаснувањата, односно преку задачата на јавни сервиси, зборувам за сите овие носители на концесии, на сите овие кои што се потпишуваат како уредници или не знам какви собственици на портали, да објаснат дека прво тоа е проблемот со некои делови од бугарската политика, бидејќи таму исто така има некакви заложништва. Второ, нашите национални медиуми. Кои се тие национални медиуми? Националните медиуми кои што ги видовме како слугуваат, односно дури слушнавме како се восхитуваат на гројовиот режим кој што ја произведе заробената држава. Да не подсетувам што све доживувавме тие 11 години. Ова ВМРО или овој кој што прогласи победа, кој што него може да би чека дека Ковачевски да го викне и да му ја предаде власта, не се извини барем. Не собра сила да се извини, да кажи се извинуваме. Они мислат дека ако полемизирале нешто ситно со оној во Будипешта, дека со тоа ја завршиле работата. Па овие што зборуваат, па гледате ги кои се. Луѓето од кои што ние страдавме 11 години. И сега тие прогласуваат победивме ние. Според тоа, не треба ни избори да има ако тие мислат дека победиле. И тоа го шират кај своето членство, го шират по администрацијата каде што познаваат или веќе наместили од нивното време луѓе. Имате случаи на реална обструкција на луѓе кои што биле членови на или преку партиските канали станале службеници во државната администрација, кои што викат, абе ќе ве издржиме уште 2-3 месеци. И такви случаи имате. Многу ми е жал, морам да признам, време некако брзо ни отиде, веќе згазнат минута две. Во една реченица само ве молам, бевте министр за култура. Културата во вашето време и културата во ова време се крепи ли Македонија на тој план, сепак да одржува едно завидно ниво? Па прво, културата е исто така дел од оваа култура, е наследена од заробената држава. Обидите за нешто да се поправи, да се доправи така натаму, делимично успеја со донесувањето на стратегиите, еве сега следи акциониот план, јас не кријам, сум близок, сум председател на Советот за култура. Има во партијата? Не, Советот за култура при Министерството за култура. Се прават напори и во таа смисла... Во партиите се извинувам, се комисија, а не совети, да. Колку се успева толку колку што разбирањето на местото на културата е присутно во вкупната политика на владата. Не сум сигурен дека во владата има полна свест за тоа колку и како треба да се подкрепува културата, мислам на финансискиот. Неколку сектори се клучни, нели, култура, образование, здравство. Тука за жал не успеавме 30 години наназад да се свати таа важност. Пред да ви кажам, благодарам, пишувате ли нешто? Слободно време имате, предпоставам, имате и немате. Па и ако пишувам... Некои мемуари, може би, сеќавања некакви, нешто, или читате повеќе? Доминантно читам. Цивил, Слободен печат, Слободна телевизија, Ѓунер Исмаил ви благодарам, почитувани, благодарам.